Јас би прво истакнала, јас сум од Сдружение на граѓани Гласно од Штип, која се работи на тематиката на текстилни и кожарски работници и ги отвори прашањата и потикне иницијативи за покачување на минималната плата во оваа индустрија, односно израмнување на минималната плата во Република Македонија со останатите плати од другите сектори. Прва работа кај овие граѓани кога започнуваме прековремената работа, нерегистрираните часови, значи неплатените годишни одмори, некористењето, правото да го искористат годишниот одмор, значи користат до 4 дена во годината годишен одмор, каде што најчесто го даваат на 1 август, кога почнуваат одморите, значи со празниците врзани, значи работниците добиваат само околу 3 до 4 дена годишен одмор. За други денови, за право на одмор, овие работници не можат да остварат. Друга работа е што работниците немаат право и пристап до институциите, затоа што се најчесто до 17 часот на работа. Ја поздравувам мерката да се воведат 2 смени во институциите, за да можат граѓаните, работници од текстилната и кожарската индустрија да не излегуваат од работа, а при тоа да бидат казнати. Примерно нивната дневница на дневна основа изнесува околу од 270 до 400 денари, а при тоа казната за недоаѓање на работа или напуштање на работното место изнесува 1500 денари. До 4 пати сразмерно за нивната работа. Што се однесува до невидливата рака на Адам Смит, ја би сакал малку да се вклучам во овој дел, што ќе правиме до тогаш ние. Ние се соочуваме со екзодус на младите сили. Младите сили, младината која ни се иселува баш поради ова невидлива рака на Адам Смит, која чекаме само од себе да се реши. Ништо нема само од себе да се реши доколку сите заеднички не седнеме да разговараме и да понудиме решение. Еве, ние конкретно работиме на предлог закон за работно време. Ве поканувам, кои сте заинтересирани на една заедничка средба да седнеме, да ги видите нашите решенија, да дадете ваши решенија, предлог решенија, во кој ќе можеме да го изготвиме овој предлог заеднички за работно време, да ги утврдиме начините како ќе се мери работното време, затоа што ние знаеме и имаме индиции дека работното време во Република Македонија се манипулира од страна на работодавците. Затоа што за инспекторите од Министерството за труд и социјала имаат еден систем на мерење на работното време, а за работниците имаат друг систем за мерење на работно време. Ова го знаат адвокатите кои што работат во овој дел, каде што при утврдување на некои норми за на суд или било што го дознаваат овој дел. Друго би истакнал дека во врска со синдикатите треба да бидат уште погласни, да бидете поспремни, заеднички во соработка со организациите, со невладиниот сектор, со граѓанските организации. Има доста потенцијали кои што на една маса верувам дека диалог ќе има и ќе се воспостави можности да ги решиме овие работи. Дури со централизирано мерење на работното време во Министерството за труд и социјала, до секој еден инспектор да има можност, кој што нашиот систем во предлог законот го предвидува, да може секој еден инспектор да во секоја една фабрика на едно копче од компјутерот преку софтверско решение да се воведе, да може да види дали кој работник е на работа и колку бил присутен. Ова е нашиот предлог решение. Благодарам.